Кај луѓето постои сосема мало познавање за протокол и протоколарното облекување. Вие како експерт за протокол, што представува протокол? Протокол е еден систем на меѓународни признати правила на однесување кои што се применуваат во најофицијалните кругови. Значи, протокол немате во обичниот живот меѓу пријателите, туку тоа се правила на однесување кои што важат претежно кај политичарите, во високите дипломатски кругови. Значи, тоа се двете области каде што имате строги правила на однесување кои што се меѓународно признати и универзални. Не можете да ги променувате така како што вам ви одговара. Кај мажите бојата дава одредена порака. Тоа значи дека нашите политичари или дипломатите треба да знаат дека колку што е бојата на костумот потемна, толку покажуваат поголем авторитет и моќ. Со други зборови, кога сте на обичен состанок со колеги во вашата институција и вашата организација, сосема е во ред да носите костуми кои што имаат тегет боја, сива боја. Во летните периоди можете да одите и на малку посветло. Но таму каде што треба да покажете авторитет и моќ, каде што треба да ја представите вашата институција, вашата држава, особено ако сте на висока позиција, треба да одите со многу темно сиво или црно. Тоа значи одредени конференции, самити, многу високи средби, значи колку што е потемен костумот, толку се носи во посвечени пригоди. Постојат одредени кодекси, така наречени, или нивоа на облекување. Највисоките ви се двата свечени кодекса, тоа се кодексите каде што треба да носите фрак или смокинг. Значи, тоа се кодекси кои што ги имате на одредени приеми, церемонијали и така натаму. Потоа се деловните кодекси, оној кој што се нарекува формален кодекс, каде што од мажот, бидејќи зборуваме за мажите сега, се очекува да облече костум, односно одело. Оделото значи дека и палтото и панталоните треба да ви се изработени од ист материјал. Тоа е деловниот, значи формалниот кодекс. И потоа кодексите се спуштаат, односно стануваат малку порелаксирани. После формалниот ви доаѓа неформалниот или она што народот популарно го знае лежерен стил. Меѓутоа, лежерен стил не се патиките и не се тренерките. Лежерен стил значи дека сега мажот може да облече палто и панталони кои што се различни и во текстура и во боја. Значи, веќе не станува збор за одело, туку станува збор за палто, сако и панталони. И тој е кодексот кој што е неформален и тука не се очекува вратоврска, за разлика од формалниот, каде што краватата ви е задолжителна. Значи, тука можете да имате кошула која што е откопчана, може да имате ролка како вие денеска, вратоврската не е задолжителна. И на крајот е оној опуштен стил, кој што исто така е официјален, меѓутоа не е, да кажам, обични тренерки и така натаму, каде што дури и палтото не ви е задолжително. Каде што можете да имате кошула со пуловер, джемпер и така натаму. Така што накратко за нашите гледачи е важно да знаат дека прво се отфрла вратоврската, па потоа се отфрла и палтото. И тоа се официјалните кодекси на облекување во протоколот. Дали игра улога и ставот, држењето на телото? Секако. Ако ја гледаме формулата која што најчесто се користи во мојата професија, а тоа е дека 55% на впечатокот што го оставате кај луѓето во првите неколку секунди е визуелен, значи половина од вашиот изглед се должи на тоа како сте облечени, како сте спастрени и така натаму. Другата половина се однесува и на вашиот став. Така што не е само тоа дали ќе се дотерате и дали ќе се облечете убаво. Таа облека треба да знае да се носи. Секогаш треба да имате став на самодоверба, исправен, никогаш да не сте згрчени, да имате
глас кој што покажува дека сте човек со карактер, со самодоверба. Значи се тоа работи кои што вас ве градат како личност, Комплетна како личност. така, тоа е вашиот имидж. А понатаму веќе доаѓаат оние пораки што ги велиме ние во професијата 7%, што е она што го зборувате. Но замислете 93% од вашиот имидж и од вашиот впечаток луѓето го добиваат преку вашата облека, изглед и став. И кај костумите, знаете, ви кажете костуми, веднаш знаете дека тоа е облека составена од, не знам, палто и пантолони. Меѓутоа, знаете и дека имате правила на закопчување, дали ќе бидат едноредни, дали ќе бидат дворедни, дали ќе имате 3 копчиња или 2 или 1. Кое се закопчува? Долното, например, никогаш не се закопчува. Шлицот одзади, џеповите секогаш се отшиваат. Етикетите што ви се на ракавот мора да се извадат. Да се извадат, Да. Или, например, кошулите, кои што на времето имавме кошули, мажите носеа кошули кои што може да бидат и со кратки ракави. Новите трендови тоа го исфрлија. Без разлика колку е топло, мажот секогаш треба да носи кошула која што е памучна и која што е со долг ракав. И секогаш, особено во деловните кодекси, кошулата мора да е светла. Дали е бела, дали е крем, дали е розе, дали е светло сина, значи да не биде темна. Ракавот на кошулата секогаш треба да дзирка под ракавот на палтото 1 сантиметар или 1 прст. Секогаш треба да одговара на нашата градба, да не е претесна, да не е преширока, добро да лежи на рамениците. Понатаму, должината на панталоните секогаш треба да биде работна на ногавицата на половина петица, значи ниту да ни се гледаат чорапите, ниту ногавицата да се влече по земја кога одиме. Должината на вратоврската до каде треба биде? Кај вратоврските имате цела една филозофија. Врвчето на вратоврската треба да допира до токата на каешот, на ременот, да. И сега и тука имате кога широка, кога тесна, дали треба да се во риги, во точки и така натаму. За деловните, например, кодекси, најдобро е краватата, вратоврската, да има детал кој што е во некоја посилна боја, најдобро црвена. На времето, знаете, се велеше дека вратоврската е душата кај мажот, нели? Вие може да имате едно одело, меѓутоа ако имате различна кравата, секогаш сте различно облечени. Во поново време, зачудувачки, символот на вратоврската го презеда чорапите. Сега се чорапите тие кои што треба да бидат првата работа, да. Нели, на времето беше дека чорапата мора да одговара со бојата на панталоните. Нели, темни панталони, темна чорапа и така натаму. Сега младите бизнисмени, па дури и младите политичари, одат на шарени чорапи, нешто што на почетокот беше чудно, дури и во протоколот кога излезе. Не верувавме дека ќе може да се прифати, меѓутоа гледате бројни светски политичари, а политичките пораки дури умеат да ги испратат со чорапите. Токму тоа и сакав да ве прашам. Што една дама прво приметува кај еден господин во првите моменти? Па, ако ме прашувате лично мене, јас прво забележувам нега. Колку мажот обрнува